Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Ние, сакале или не, свесни или не, веруваме за нешто или во нешто. Мислиме за секакви нешта. Меѓу тие нешта се и нештата што не ги посекуваме. Не посекуваме да ги имаме или не посекуваме да ни се случат, но ние сепак се фокусираме и мислиме на нив. Или некогаш се случува кај некој од нас да поминат или да извојуваат некоја битка. Еве, например, со здравието. И кратко потоа ќе изјават: па знаеш, ништо не е сигурно. Болеста може да се повтори. Или, а што ако повторно се случи? Или ќе најдат илјадници причини како нештото би можело да се повтори, врз основа на некакви статистички податоци. Самите себе се саботираат и си го наметнуваат мислењето да веруваат во нешто што во моментот не е присутно. Да не заборавиме дека и целокупното општествено живење се темели на наметнувањето на одредено верување. Да се верува дека штом доаѓа есента, по автоматизам настинките се дел од секојдневието. Или дека староста по правило носи болести. Или дека во семејството некој од членовите боледувале од некоја болест, па останатите со леснотија ја очекуваат таа болест да се манифестира на нив. Забележете колку се менуваат нештата во животот. Полека, незабележително се наметнуваат секакви така наречени нормални норми на живење, кои се далеку од вистината. Ова е опасно. Што е нашата вистинска реалност? Доколку сме наново родени, старото помина и сега се е ново. Односно, поврзани сме само со небесниот татко кој е совршен. Во книга Јов, 3 глава, Јов говори воздивнувајќи: воздишките мои го испреваруваат лебот мој, овкањата мои течат како вода. Зашто страшното од што се ужасував, тоа ме снајде. Од што се плашев, тоа ме сполета. Нема за мене мир, нема спокојство, нема утеха. Настапи зло. Што можеме да заклучиме од овие зборови? Јов се уплаши од нештото кое во моментот не постоеше, односно неговиот страв го произведе немирот, неспокојот и неговото уништување. Тој веруваше во она што не го посакува и токму тоа му се случи. Прашањето е: зошто би го правеле истото кога имаме право да бидеме благословени постојано, како што пишува во Повторени закони 28 глава? Односно дека ќе се пренесат на нас сите благослови, ќе се исполнат ако го слушаме гласот на Господа, нашиот Бог. Со толку многу информации во денешно време, лесно е да се најдеме во улогата на робови на погрешните правила и размислувања. Ако предвидуваме неволја, таа ќе се дуплира. Да избегнуваме да бидеме во состојба на непријатност и незадоволство. Духот на грижата и стравот ќе изградат лажен и вештачки зид околу нас. Токму ова се случува кога веруваме и мислиме на она што не го сакаме. Не станува збор за одрекување на реалноста, туку промена на истата. Ние сме тие кои имаме авторитет да ја промениме. Треба да разликуваме што е факт, а што е апсолутна вистина. Например, факт е дека некој боледува од некоја болест,
но апсолутната вистина дека Исус ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. И што ќе прифатиме ние? Фактот или апсолутната вистина? Погрешната имагинација носи неволја и доколку ја негуваме истата, таа преминува во наша иднина. Нели иднината треба да биде подобра од минатото? А како би била подобра кога ни се наметнуваат погрешни образци на размислување? И ние од незнаење и несвесност ги прифаќаме како вистина. Кои изјави, кои зборови би ги користеле за нашата иднина? Која молитва би ја избрале што секој ден би ја медитирале за нас? Зборовите се кутии кои ја содржат нашата сегашност и нашата иднина. Кои декларации за благосостојба, за здравие би ги кажувале? Исус ни вели дека се е можно за оној кој верува. Еве, како за почеток изберете некој од молитвите или декларациите што се поставени на YouTube каналот на Елиезер. Така што, да зборуваме и веруваме за она што го сакаме, а не за она што не го посакуваме. И штом веќе ја користиме нашата имагинација, да ја користиме за убави нешта. Ние сме склони кон преувеличување на тешкотиите на животот и кон заборавање на доживеаните мигови на радост. Зарем не е така? Зошто повеќето од нас се фокусираме на лошото, негативното, а помалку на доброто и позитивното? Дури и да не е нешто толку посебно лошо, го правиме како планина или како карпа, но штом станува збор за нешто убаво, тоа го доживуваме како со резерва. Го знаете ли народното кажување? Многу арно не е нарно, или многу смеење не е на добро? Да бидам искрена, се уште размислувам на кој му текнало ваква погрешна, негативна и за човек погубна сугестија. И чудно, ние по автоматизам без размислување прифаќаме се на готово, како без разум. Да размислиме што зборуваме и што прифаќаме како вистина. Зарем не е така? Верувајте, и јас не бев свесна за ова. Исус ни вели: радувајте се. И пак ви велам, радувајте се. Да не заборавиме дека целта на ѓаволот е да не натера да кажеме она што е погубно за нас, за нашето здравје, финанси, благосостојба, да не насочи кон лагата и да веруваме во истата. Стабиц има на секој чекор. Еве, дури во една народна поговорка. Така што, да не ја прифаќаме секоја мисла без размислување. Мислата е семе, штом го посееме, тоа ќе расте. За секоја негативна мисла што ни доаѓа, да изговориме Божја мисла за дадената ситуација. Ништо не може да биде покатастрофално од очекувањето дека постои казна во иднина. Станува збор за свесност исполнета со страв. Очекуваме некаква казна заради нешто и тоа го исполнува целото наше битие со страв, напнатост, вкочанетост. Во ова се вклучува и неизвестноста во одредена ситуација, бидејќи скоро секогаш очекувањата се негативни. Дури еден вообичаен преглед на стоматолог ни представува стрес и закана. А за стравот и да не говорам. Да го земеме советот од Господ Бог и да не бидеме анксиозни, нервозни и уплашени како што говори Исус во Евангелие според Матеј 6 глава. И така, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доста му е неговото зло.
Апсолутното напуштање на себе си, до степен на доверливост во Господ Бог го ослободува умот. Тешко е да не се врзуваме за нешто или за некого, вклучувајќи не и нас самите. Држењето до нешто или до некого е кочница за наше ослободување. Спасот е во целосното отпуштање и препуштање во прегратките на нашиот небесен татко. Затоа да не веруваме во она што не го посакуваме, токму во спротивното. Како што гласи молитвата, да биде на земјата како што е на небото. Да престанеме да ја негуваме нашата скриена тага. Да го негуваме она што го посакуваме, а не она што во моментот го имаме. Доколку постојано зборуваме за она што го имаме, како ќе го добиеме она што го посакуваме? Доколку постојано зборуваме за болест, немаштија, што очекуваме дека ќе добиеме? Животот во Христос е највиша власт и независност над сите околности во животот. Како што гласи псалмот, Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Господ Бог ги праќа своите благослови и во неочекувани околности. Господ Бог има илјадници начини како да не благослови. Да не се држеме за нашите човечки сваќања и очекувања. Нам лесно ни е да кажеме за одреден човек или за одредена ситуација: ова нема шанси да успее, ама никакви. Ние толку лесно ги ставаме бариерите на се и на секого. Ама Господ Бог не. Затоа, со расширени раце да прифатиме се што сака да ни даде небесниот татко. Да не го ограничуваме со нашето ограничено знаење и вера. Да престанеме да веруваме во нештата што не ги посакуваме. Чуда се случуваат секој ден. Елиезер.